Во каков град ќе живеат скопјани? Сега за сега, Скопје е речиси ист како што пред еден месец Коце Трајановски му го остави на наследникот Петре Шилегов. Ако се суди по предизборните ветувања и програмата на градоначалникот Шилегов, Скопје ќе биде еколошки град со чист воздух, без сообраќаен метеж, со нови улици, многу зеленило, велосипедски патеки и празни тротоари за пешаците. Приоритет на новиот градоначалник ќе биде загадувањето. Овој проблем тој го адресираше во речиси секое појавување во јавноста во текот на кампањата. Хитно ќе донесеме серија мерки против загадувањето на градот. Ќе инвестираме во кули за прочистување на воздухот, ќе обезбедиме еколошки јавен градски превоз со електробуси и автобуси. Ќе инвестираме во зелени кровови и ботанички градини на објектите под надлежност на градот Скопје. И ќе инсистираме со закон на секоја ново изградена стамбена единица да се гарантираат 5 садници во Скопје. Најави мониторинг за големите загадувачи, но без да прецизира како ќе се врши тоа, дали ќе користи дронови или мобилни мерни станици. Ќе има засилен и континуиран мониторинг на сите загадувачки супстанции во воздухот, како и мониторинг на присуство на тешки метали како арсен, кадиум и олово во воздухот. Гасификацијата на градот е еден од начините со кој ќе се стави крај на отровниот воздух кој го дишат скопјани. Во 2018 година ќе ја започнам гасификацијата на градот Скопје токму од населбите кои што не се приклучени на топлификацијската мрежа. Нови улици и подобра сообраќајна поврзаност беа една од клучните точки во кампањата, а тој вети дека граѓаните полесно ќе може да стигнат до центарот на градот. Го ослободуваме централното градско подрачје од густиот сообраќај на начин што ја пробиваме Илинденска со мост преку реката Вардар кон Ѓорче Петров и Волково. Но на почетокот на месецов, меѓу редови, најави и дека паркирањето во центар ќе биде привилегија само за жителите на оваа населба, што најде на бурни реакции по социјалните мрежи. Ќе го реорганизираме паркирањето во рамките на постоечката инфраструктура. Постепено ќе ги ослободиме пешачките зони и тротоарите од автомобили и ќе воведеме режим каде може, а каде не може да се паркира. Со тек на време ќе воведеме и резиденцијално паркирање за луѓето кои живеат во тој дел, како единствен начин на паркирање во централното градско јадро. Зеленилото кое едва го преживеа минатиот градоначалник ќе биде обновено, а наводно ќе престане да се гради, вети Шилегов. Со голените делови на водно ќе ги пошумиме. Планината на Скопје ќе стане повторно неговата вистинска зелена оаза, нашите вистински бели дробови. Одлучни сме во намерата да се грижиме за зеленилото. Таму каде што има паркови, нема да се градат нови изгради. Чиста вода за пиење и велосипедски стази низ целиот град до крај на 4-годишниот мандат се дел од ветувањата на Шилегов, а кои се на врвот од приоритетите на скопјани. Воведување на нов и ефикасен јавен превоз со електрични и гасифицирани автобуси треба да допринесе во намалувањето на загадувањето и во решавањето на сообраќајниот хаос. Наместо скапи нефункционален сообраќај, ќе овозможиме поевтин, добро организиран и еколошки јавен превоз на газ или со електрични автобуси. Сепак, освен ветување, нема никаква информација за тоа како и од каде би се набавиле овие автобуси и колку тоа ќе го чини градот. Скопје почна да се гуши. Оджаците од домакинствата, фабриките и сообраќајот го полнат воздухот со отровните и канцерогени PM честички. Концентрацијата на загаденост во некои скопски населби со денови е над дозволената граница. Минатата недела, градоначалникот најави дека ќе ги стопира реновирањата на фасадите во Барок. Пелагонија и Нама ќе се спасат од барокот, но не и Палома Бјанка, која веќе е до половина со нова фасада. Дадов устна наредба да се стопираат сите фасади. Станува збор за 95 објекти. За оваа намена биле предвидени околу 90 милиони денари, пари од граѓаните кои ќе бидат заштедени. Неколку дена подоцна, тој соопшти дека издал налог за стартна постапка за дислоцирање на галиите од реката Вардар. Ги испитуваме позициите на сите три објекти и визави таа позиција ќе бидат донесени соодветни решенија. Галиите во Вардар се небезбедно решение за граѓаните на Скопје. Викендов скопјани за прв пат не можеа со своите возила да стигнат до паркинзите на Средноводно. Најавената мерка, односно забрана за движење со возила, конечно беше ставена во сила.